продолжуваме сутринска на Телма и со особено задоволство во продолжение ќе зборуваме и ќе најавиме она кое што е карактеристично за месец мај, кое верувам многумина со нетрпение го очекуваат, а и од година во година се поголеми импресии од програмата и едно вистинско уживање кое што ни го приредуваат мајските оперски вечери. Не очекува овој мај 54-тото издание на мајските оперски вечери, кои што започнуваат точно на 9-ти, но ете информацијата која верувам дека ја прочита, поточно стигна до многумина е дека навистина оваа година со првото објавување на билетите за отворањето на мајските оперски вечери по 30 на минути или за половина час продадени сите билети. Но за останатите представи се разбира дека ќе се информираме, но и се уште постојат билети, но тоа значи дека треба да се побрза, интересот е навистина голем, а има и зошто. Каква ќе биде програмата, која или што носи овогодишното издание на мајските оперски вечери, во продолжение во утринска на Телма во нашето студио зборувам со уметничкиот директор на операта Дејан Стоев. Дејан, добро утро и добро дојдовте во утринска на Телма. Добро утро, добро ве најдов, добро утро и вам и на гледачите на ТВ Телма. Голем е интересот за мајските оперски вечери од година во година и сите знаеме зошто е тоа така, со оглед на тоа што ова говори колку е ова значаен културен настан како кај нас, така и во регионот. Ќе започнеме со тоа кое што го одбележува овогодишното издание, што може да очекува македонската публика и што имаме на репертоарот. Мајските оперски вечери се традиционален интернационален фестивал оваа година 54-ти поред. Како и секоја година, голем број на оперски представи. Оваа година ќе имаме 7 опери, 7 наслови кои што ќе се изведат во еден месец и еден балет. Тоа е Лебедово езеро, кој што ќе биде изведен на 22. Започнувајќи од отварањето, за прв пат оваа година, ќе имаме 2 опери во една вечер. Тоа е нешто кое што досега не сме го имале. Ќе ги имаме оперите Сестра Анџелика и Џанис Кики, кои што се од трилогијата на Пучини, заедно со операта Плаштот. Меѓутоа таа нема да ја изведуваме, само Сестра Анџелика и Џанис Кики. Тие ќе бидат во една вечер, тоа ќе биде отварањето. Пред тоа, нели, е она традиционално палење на огнот. И така натаму, да не ви откривам се наеднаш. Да, се наеднаш, така е. Интересно е што по тоа се разликува во годинишното издание, да речеме едно поинакво отворање и тоа ете вака, она кое што ми се поставува како прашање, верувам ќе ги интересира гледачите, што тоа значи за временската рамка или за нели тој концепт од самиот старт, со оглед на тоа што една опера трае прилично подолго време, зависи од самата опера, но да се направи една таква комбинација е и предизвик за нели оние кои што се изведувачи, оперските пејачи, хорот. Сестра Анџелика и Џанис Кики се едночинки, значи опери во еден чин и траат по отприлика сати, 10 сати, 15. Затоа и така и се изведуваат по светот, значи одат двете заедно, со една мала пауза помеѓу. Она што е интересно и она што е предизвик за нас како организатори, како луѓе кои што ги менаџираме нештата во операта, е огромниот број на изведувачи во исто време кои што треба да се организираат во една вечер. Значи, таа вечер ќе имаме само солисти и диригент 30 во исто време кои што треба да се организираат. Околу 15 се во едната представа и околу 15 се во другата представа. И диригентот кој што е еден, тој е маестро Джанлука Мардиненги, он ќе го диригира отварањето и премиерата на овие две представи. И тука е предизвикот со кој што се соочивме. Значи сите тие луѓе во таа вечер треба некаде да се сместат, да се облечат, по нив да гардероберите буквално трчаат, бидејќи се организација, да. Башка е хорот. Да. И сето друго она што обслужува. Да, а сето тоа да биде во нормален тек или во вистински ред, кој што при тоа и на сцената треба да се
забележи, поточно да биде на професионално ниво. Сето тоа да изгледа Да. фино, лесно за уживање. Така е. Станува збор за вистински професионалци, како вие како организатори, така и сите учесници и странските гости. Но да, навистина треба труд за една ваква организација, особено за еден ваков значаен настан како што се мајските оперски вечери. Ако зборуваме за предизвикот за отворањето или за таа вечер, тогаш јас би поставила прашање во текот на останатите вечери или сето на кое што ни носат мајските оперски вечери до самиот крај. За целата таа организација, ако станува збор за огромно искуство и ако е 54-то издание, значи навистина тоа веќе си има своја рутина, но не е така едноставно заради тоа што секоја година програмата се, верувам, формира со оглед на тоа што би сакала публиката или тоа кое што сметате вие дека е прилично и актуелно и треба да се види, а поразлично од изминатите години. Предизвиците во оваа насока какви беа во однос на овогодишната програма? Сето тоа заедно. Значи нормално дека во текот на фестивалот дека ќе одат оние представи кои што публиката најмногу ги сака, како Травијата, како Мадам Батерфлај, како Тоска. Меѓутоа и она што ние сметаме дека треба да го прикажеме, тоа е нешто ново, тоа е ова премиерна изведба на овие две представи, нешто ново, нешто досега воопшто не изведувано. Па да видиме, да приредиме едно изненадување, да видиме како публиката ќе реагира на сето тоа. Да, тоа е впрочем оно кое што го задржува интересот и нешто кое што треба од година во година да се воведува. Традицијата е традиција, меѓутоа се трудиме секогаш да воведеме некој новитет, не многу голем, не преголем исчекор, бидејќи ова е сепак традиција. Меѓутоа сепак да понудиме нешто поново и нешто можеби поинтересно, ќе каже публиката. Така, ќе видиме кои ќе бидат впечатоците. Верувам дека тоа ќе биде навистина впечатливо и импресивно, а и така ќе се чувствува самата публика. Меѓународните гости, поточно уметници кои што се дел од мајските оперски вечери, исто така привлекуваат голем интерес кај публиката, впрочем и тие се оние кои што и го одбележуваат од издание во издание, кога зборуваме за мајските оперски вечери, заедно се разбира со нашите домашни уметници. Па во однос на договарањето и повикувањето на овие странски уметници, што е она кое што е најчесто како еден повод и начинот на договарањето, колку пак тие се расположени и се дел од сцената во националното опера и балет? Низ годините фестивалот Мајски оперски вечери доби едно интернационално влијание, така да за солистите гости интернационални веќе е предизвик да се дојде. Така да апсолутно нема никакви проблеми кога тие се повикуваат, кога се договараат, евентуално нормално претходни закажани датуми резервирани каде што не може ништо да се помести. Меѓутоа сето тоа во корелација на целиот тим во опера го правиме на време, така да успеваме да ги резервираме на време и да сето тоа помине така. Добро, како што треба. Така е. Споменав на почетокот информацијата дека навистина за многу кратко време и брзо се продадоа билетите за отворањето на мајските оперски вечери. Тоа говори дека се повеќе се зголемува интересот, но верувам дека и вие имате некој таков впечаток кој што меѓу другото ве води за, да речеме, тој заклучок колку навистина се повеќе се заинтересирува македонската публика за да биде дел од публиката на мајските оперски вечери. И од година во година како се гледали, се чувствува напредокот во однос на програмата, така и во интересот на публиката. Секогаш кога ќе се понуди нешто квалитетно и кога ќе се сработи искрено, резултатот е неизбежен. Така е и овде. Секогаш гледаме да понудиме нешто интересно, нешто ново, нешто што е најдоброто во овој момент од кај нас. Темелот на сите представи ќе кажам дека е на товар на нашите солисти, на нашите пејачи. Да, гостите се тука, меѓутоа тоа се оние главни улоги, по една, по две, по три, меѓутоа темелот и сите оние пониски улоги кои што треба да се изиграат се на терет на македонските солисти. Кои што тоа го прават извонредно и кои што влегуваат од представа во представа. Гостинот доаѓа и си оди, меѓутоа нашите солисти одат понатаму во другата, па во другата, па во другата и сето тоа. Така да, кога со таа искрена енергија ќе се влезе, пожртвувано максимално,
мислам дека резултатот е таков каков што е. Ете, за многу кратко време се продаваат билетите, салонот е полн. Тоа е веќе една традиција која што и понатаму ќе функционира. И треба да се привлекува и помладата публика или генерално кога зборуваме не само и конкретно за мајските оперски вечери, бидејќи сепак е ова за возрастна публика, но ако зборуваме за учењето од по-млади години на овие млади генерации за посета на оперски представи, на балетски представи, оно што значи култура на живење и како треба да се пренесува и ова и традиција на овие културни настани, тоа е наша одговорност. Впрочем, нели тоа е така треба да функционира и системот во однос на тоа што треба да им посочиме на младите, како во склоп на образованието, така и за исполнување на нивното нели слободно време и во која насока би требало да се движат. Имате ли стратегија за привлекување на македонската помлада публика во однос на целокупно она кое што постои како представа на репертоарот на операта? Да. Тоа е публика која што е нашата идна публика. Да. Така да имаме представи прилагодени за таа возраст, започнувајќи тука од операта на шумските животни, каде што прикажуваме што е оперски пеач, како тој се распеува, што е увертира, што е арија, што е каков е драмскиот текст, како се нарекува, сите тие термини ги објаснуваме низ таа една мала представичка која што се нарекува опера на шумските животни. Потоа имаме Петар Пан, имаме Докторов боли, имаме металковци каде што се запознаваат со металните дувачки инструменти. Тоа е значи за таа публика од најрана возраст. И соработуваме со средните и основните и средните училишта, значи основните која велам, мислам на оние погорни класови 8, 9 оделение и средните училишта за кои што даваме одредени субвенции за да дојдат и да гледат, меѓутоа во оној тековен репертоар. Тука мајските оперски вечери не влегуваат никако, бидејќи тие се веќе нешто друго. Значи тоа е веќе кога они треба сето ова да го поминат и да дојдат самостојно, да си набават билети и да уживаат во мајските оперски вечери. За да ги подготвиме за сето тоа, го правиме сето ова друго претходно. Имаме веќе и голем интерес, веќе и од училиштата, дури за посета на генералните проби, така да може би ете и натаму ќе почнеме да размислуваме да генералните проби ги вклучиме во тој процес. Одлична можност за младата публика да е на еден таков начин ја почувства музиката или сцената, а понатаму со цело она, да речеме, и живење во текот на младите години, да кога ќе дојдат некогаш во публиката на мајските оперски вечери, да знаат што точно гледаат или што точно сакаат и да уживаат во истото. И таква е публиката која што е во текот на представите на мајските оперски вечери. Кога зборуваме за вакви важни настани, кои навистина се важни и за нашата земја, но и рековме регионално, привлекуваат голем интерес, исто така е многу важна поддршката. Често пати знаеме да кажеме или за различни настани, културни, забавни, како и да е, дека понекогаш недостасува поддршка, но бидејќи ова е нормално државна институција, а и нешто што може да подлежи на интернационална поддршка, за да биде од еден ваков значаен карактер или да заземе едно вакво место. Колку сте задоволни генерално од поддршката и како сме на релација со интернационалната поддршка? Така. Добро, поддршката интернационална е не на толку високо ниво, сепак тука ние сме национална установа, така да сепак државата стои позади нас. Колку е поголема поддршката, толку е посилен фестивал, толку имаме позвучни имиња, толку имаме повеќе представи, така да тоа едното со другото е во корелација. Да. Институционалната поддршка е особено важна или клучна кога станува збор за една ваква организација, но исто така и професионалноста на сите уметници кои што се дел од Националната опера и балет. Секогаш и секој е со своја визија, како лично се разбира на личен план, така и генерално кога зборуваме за операта или за Националната опера и балет. Но кога сме веќе кај операта или кај мајските оперски вечери, што е она кое што може би представува визија за
следните години, бидејќи некако бргу ни поминува времето од година во година, а работите се менуваат, така што визијата на времена е особено важна. Интересно прашање. Визијата, па ете моја лична некоја желба е да поставиме некое убаво национално дело. Од некој македонски автор да го поставиме без разлика што е интернационален фестивал. Да го поставиме со комплетно македонска екипа, македонски автори, македонски диригент, комплетно се да биде и ново премиерно изведување да биде. Па сето тоа понатаму да повторно, ете, тоа да биде онаа некоја мала измена, некоја мала заинтересираност поинаква да влијаеме на тој начин кај публиката. И нормално што повеќе представи. Меѓутоа, за да имаме што повеќе представи, мораме да имаме многу повеќе и персонал, многу повеќе вработувања, многу повеќе луѓе кои што тоа ќе го обслужат, бидејќи како што кажав, ја само еден мал сегмент спомнав околу солистите и диригентот и хорот, нели, уметниците. Меѓутоа имаме позади уште едно чудо народ кој што сето тоа мора да го размонтира, да го склопи, да го намести, тоа се вели, нели, од декоратери, сценска техника, манипулатори и сето тоа, која што е операта е машинерија. Да, составен важен и неопходен дел од сето тоа за да изгледа така како што треба да изгледа. Имаме време и можност да ако нели можеме да некои не следат иако си постои програмата каде што може да се види на веб страната, сепак може да кажеме во однос на деновите од почетокот од отворањето 9 мај, кажавме со што се отвара, но во следните денови или по датуми што не очекува и да ја испратиме нашата порека до љубителите на мајски оперски вечери, па и на оние кои што можеби не биле имаат желба да дојдат, некако поминува времето и билетите брзо се трошат и тука да се реагира на времено. Добро, започнуваме со отварањето, нели? Да. Ете, не спомнавме, огнот ќе го запали нашата првенка со интернационална кариера Ана Дурловска. Она ќе биде таа која што ќе го запали огнот и сета таа церемонија ќе се одржи и започнуваме со премиерното изведување на двете представи од Пучини, Сестра Анџелика и Джанис Кики. На 13 мај, Риголето, интернационална екипа повторно со солисти гости и наши, мешана една екипа каде што Джилда ете ќе биде Ана Дурловска конкретно. 16 мај Тоска, една одлична представа која што секогаш привлекува големо внимание кај нас. 20 мај Мадам Батерфлај со диригент кој што веќе трет пат ќе ја диригира кај нас, меѓутоа извонреден, тоа е нашиот гостин од Грција, Миронос Михалидис. 27 мај, тоа беше Мадам Батерфлај, и 22 мај идеме со Лебедово езеро. 27 мај е Травијата. Исто една одлична екипа, една многу интересна Травијата ќе биде тоа. И затварањето 31 со операта Набуко. Одлична програма е достапна да се види, да се обезбедат билети. За некои представи рековте дека веќе се билетите при крај. Да. Така да сите кои што сакаат и верувам оние кои веќе ги чекаат мајските оперски вечери ги обезбедуваат билетите на времено, а наше задоволството што е како секоја година во утринска телма, така и ова имаме можност да непосредно пред отворањето ја представиме програмата, позбруваме малку за тековната работа и за организацијата, сето на кое што представува пред се предизвик, но веруваме една одлична мотивација за секој оној кој што е на начело, конкретно и за вас како уметнички директор, но и цела таа синхронизација со тимот кој што работи од било кој сектор, за тоа да изгледа онака како што треба. Се представуваме добро, нели, на македонската публика, или тоа е добро за нас, но и за оние кои што се странски гости. Па јас посакувам уште едно навистина успешно издание, 54-то и продолжување на оваа традиција, мајските оперски вечери, по кои што сме навистина познати. Ви благодарам.